6 истакнати поединци кои имаат оставено белег во областа на културата и уметноста добија национални пензии од Министерството за култура. Министерката Елизабета Канчевска-Милевска денеска им ги врачи решенијата на Фејзи Бојко, реномиран писател за деца, Костадин Костадиновски, музиколог и композитор, Васил Тоциновски, писател, есеист и критичар, Доне Милјановски, академски ликовен уметник, Димитар Узунски, фолклорист, раководител на фолклорната група Копачка од село Драмче, и Мајда Тушар, истакната театарска, филмска и телевизиска актерка. Сметам дека навистина ова измена на Законот за култура која што ја направивме врз основа на една пообемна анализа која говореше дека голем број на истакнати поединци од областа на културата и уметноста кои што имаат навистина оставено значителен влог и придонеси резултати во нашата култура и уметност, на еден начин треба да го валоризираме нивниот труд, согледувајќи дека навистина имаат многу ниски пензии, а нивниот влог е огромен за Република Македонија, така да самите измени во Законот за култура со воведување на националните пензии, каде што условите беа добивање, значи покрај нивното огромно творештво се разбира, и сето она што треба да го достават во однос на наградите кои што ги доделува Република Македонија секоја година. Значи услов за добивање, значи покрај нивното творештво беше добивање на една од наградите, а тоа е 8 декември, 11 октомври, 23 октомври. Со овие 6 добитници на национална пензија, Министерството за култура досега има доделено 61 национална пензија. Добитниците на решенијата се заблагодарија за оваа одлука на државата и ја поддржаа оваа стратегија на владата. Носителите на национална пензија месечно добиваат износ колку што е разликата од нивната пензија до највисоката пензија што се исплаќа во Република Македонија.